Илјадници каталонци неколку дена протестираат во Барселона, изразувајќи протест поради повеќегодишните затворски казни на кои Врховниот суд на Шпанија осуди 9 каталонски сепаратисти. Демонстрантите фрла во воздух ролни тоалетна хартија. Организаторите на протестите велат дека на таков начин сакаат да покажат дека имало многу работи што треба да се исчистат. Дошло и до пресметки меѓу полицијата и радикалните демонстранти кои палеле автомобили, фрлале молотови коктели и поставувале барикади на улиците. Во досегашните протести биле повредени околу 200 луѓе. Директорот на каталонската полиција, Пере Ферер, изјави дека се очекувале нови судири со радикалните сепаратисти во наредните денови. Шпанскиот премиер во технички мандат, Педро Санчес, изјави дека властите нема да бидат испровоцирани да преземат подрастични мерки по судирите меѓу полицијата и демонстрантите. Тој во телевизиското обраќање наведе дека владата на насилството ќе одговори цврсто и смирено. За насилствата на протестите Санчес ги обвини, како што рече, организираните групи екстремисти. En Cataluña viven millones de personas que, con independencia de sus ideas políticas, tienen derecho a vivir en paz y con seguridad. Y eso es incompatible con la conducta de los grupos violentos que ponen en riesgo la paz de sus ciudades, las propiedades de sus vecinos y la integridad física de los ciudadanos, incluido ellos mismos. Ningún gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo y de fuego. Премиерот Санчес претходно се консултирал со другите политички лидери за ситуацијата во Каталонија, а некои од нив барале воведување воредни мерки во тој шпански регион. Телевизиско обраќање по насилните протести во Барселона имаше и регионалниот лидер на Каталонија, Квим Тора. Тој, оценувајќи дека е добро да се протестира за, како што рече, неправедна работа, исто така повика на смирување на ситуацијата. Faig una crida a la calma i a la serenitat. El moviment independentista no és ni ha estat violent. Sempre hem condemnat i condemnem la violència. No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país. Врховниот суд на Шпанија во понеделникот осуди 9 поранешни каталонски официјални представници на казни затвор од 9 до 13 години поради улогата што има во обидот за одвојување на Каталонија од Шпанија во 2017 година.